Македонка Максимова од Кочани со темата Дама ја воодушеви публиката со својата убаво украсена трпеза, покажувајќи ги своите вештини во кулинарството. Собра најмногу гласови од публиката и жирито и се закити со титулата Вешта жена на Кочани за 2019 година. Ке го представува градот на републичката манифестација во Тетово. Максимова на својата трпеза подготвила главно јадење и торта, маса која ја отсликува жената како вистинска дама, како што е и насловот на темата. Лично од секојдневниот живот, пошто дамите се користе секако вид на ташни, на фустанчиња и решив да ја направам таа декорација. Кажи ми, а имаш главно јадење и Да. десерт? Од што е составено? Главното јадење е селско месо со царска пита. Тортата е ташна. Годинава 4 надпреварувачки и една за Гран При награда собраа храброст, одвоија време, вложија труд да подготват свечено украсени трпези, што на крајот им се исплати. Според гласовите на жири комисијата, кои го сочинуваат жени победнички на општински манифестации од повеќе градови од државата, прво место во категорија декорација на десерт освои победничката македонка Максимова. Во категоријата општ впечаток најмногу гласови доби Кристина Атанасова Арсова со темата Дракула. Прво место во категоријата сервирање доби надпреварувачката Блашка Стојкова со темата Шаховска табла и во категоријата вкус на главно јадење најдобра беше Јована Јосифова со темата Љубов. Признание и награди доби и надпреварувачката за Гран При награда Анета Лазарова, која за да се надпреварува за Гран При награда, условот е претходно да има учествувано 3 пати во Вешта жена. Воедно, неколку години наназад, таа успешно ја организира и општинската манифестација во Кочани. Сите учеснички добија диплома од Вешта жена и подарок од спонзорите, како и цветни аранжмани. Вешта жена повеќе од 25 години се организира во Кочани, град каде што оваа манифестација секогаш е успешна, вели главната организатор Снежана Стојановска. 25 години, нормално со некои одредени паузи, меѓутоа, од сето тоа, кога би се собрало заедно, велите која ќе го представува Кочани на републичкото финале. Кај нас нема победени, кај нас само се избира една која го представува градот на републичкото финале. Која ќе биде таа избраната, зависи нормално и публиката како ќе гласа и жирито. Значи, една може да биде од жири, друга може да биде од публика, а Вешта жена на градот ќе биде онаа со вкупниот број бодови од публика и од жири што ќе има најповеќе. Јас сум воодушевена од сето она што вечерва го видов овде во Кочани како надпреварувачките, како аматери, како жени од различни професии, ја имаат својата креативност во душата. Македонската жена, без вакви промоции, без дел кај што можат да се постават и самите себе си, мислам не би можеле нигде на друго место, освен на вакви средби, затоа што ова е богата програма, ова е програма која трае 5 часа, но без надпреварувачки нема Вешта жена. Водителка и годинава беше атрактивната Ирена Спировска. Тортите, како и секоја година, така и оваа беа на лицитација и се продадоа за задоволителна сума. За забавата се погрижија членовите на групата Хармонија, а за присутните жени на манифестацијата имаше и богата лотарија, каде што се делеа награди од спонзорите, а главната награда беше патување со вештите жени за Кушадаси, Република Турција.